Благодарам. Председател, почитуван министър, за общата расправа по буџетот ја завршивме. Дебатиравме за капиталните инвестиции и за стоки и услуги, се ова што како тенденции, индикатори го наведовте и мислам дека имавме плодна дебата, искрено барем ја така се надам, и не би се задржувал на тој дел. Сега сме на амандманска расправа, имаме конкретен амандман. И со овој амандман Морачани не бара да се купат противпожарни возила. Она не бара да се купат амбулантни возила, не бара да се купат некои специализирани возила. Она бара нови возила за нејзиниот директор на инспекторат таму послушник. Тоа го бара она. Инаку да беше вака како што вие зборевте, апсолутно дека ние ќе го поддржавме тој амандман и немаше да има ваква реакција од наша страна. Меѓутоа, нас не е принципиелна реакцијата затоа што многу квалитетни амандмани беа одбивани затоа што доаѓаат од опозицијата. Во програмата за работа на владата за 21 година, самата влада, вие како составен дел од владата, почитувани министри, стои дека во делот на заштита на животна средина стои: до 2024 година ниту една државна институција нема да се грее со стари нееколошки системи за грејење. Сите јавни институции се мапирани и ќе се донесат одлуки за најсоодветните решенија. Под 1 поврзување на централно парно грејење, под 2 на газ, под 3 користење на високоефикасни инвертер клими и уреди и под 4 топлотни пумпи за грејење. Ова јас го видов од програмата на владата. И ние во тој контекст ги поднасавме амандманите. Јас во тој контекст барам да се гасифицираат државните институции, приоритетно, пошто сум од Куманово, барам да се гасифицира Кумановската болница, затоа што владата имала таква заложба, во програма ја ставила, затоа што граѓанскиот сектор бара, затоа што они ни поднесуваат такви амандмани и затоа ги поднесовме тие амандмани. И сега тие амандмани се одбиваат под образложение дека ќе имало некаква си мистериозна, не знам како да ја наречам, непозната програма за зелен развој во секретаријатот на владата, не во надлежното министерство. Пазите, многу сериозен проблем. Не во надлежното министерство за заштита на животната средина. Секретаријат на влада ќе ја решава заштитата на животната средина, а никој не ја знае програмата. Никој не ја видел. Ќе гласаме овдека на слепо и ви велите таму ќе се обезбедат средства, а сега за нови возила за инспекторат ќе го прифатам амандман. Принципиелна, добронамерна и коректна забелешка од наша страна и од сите пратеници говорници. Благодарам. Ви благодарам.